Тема која што верувам ќе го задржи вашето внимание, односно ќе го задржи вниманието на жените кои ни се фокус наредниве 15 на минути. Речиси 600.000 нови случаи на рак на грлото на матката се диагностицираат секоја година. Статистиката вели дека на секоја минута на една жена или се диагностицира овој карцином. Поразително, преку 300.000 жени годишно починуваат од цервикални тумори. На глобално ниво, на секој 2 минути, една жена починува од оваа болест. И оваа статистика не беше со цел да ви исплашиме, туку да уште еднаш гласно проговориме за неопходноста од превентивни прегледи и чување се разбира на здравието. На оваа тема со доцент доктор Ирина Алексиевска, која што е гинеколог, тема која што отвараме во неделата на ретките гинеколошки карциноми која што се одбележува во земјава. Добро утро, докторка, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата, ме представува задоволство да бидам дел од вашата емисија, посебно овие денови, како што кажавте, која се одбележува неделата за подигање на свеста за превенција од гинеколошки карциноми кај жената. И во најавата споменавме статистика која што на глобално ниво е поразителна во однос на новите случаи и смртноста. Што велат домашните статистики на оваа тема? Да, убаво вие најавивте, според податоците кои што ги добиваме од најголемата светска статистика, Глобакон, тоа се поразителни податоци, затоа што, како што вие споменавте, секоја втора минута умира пациентка од цервикален карцином. Поразително е затоа што овој тип на карцином е превентабилен и доколку се превенира и навремено се диагностицира, истиот би се воопшто би се отстранил, не би умирале такви пациентки. Ја споменавте превенцијата. Постои ли одредена возраст кога треба посебно внимание да се посвети на превенцијата и гинеколошките прегледи? Да, се разбира, значи тоа е возраста во светот од 21 година до 65 кога треба пациентките редовно да посетуваат гинеколошки прегледи со цел навремено да се диагностицира. Значи, каква е ситуацијата во светот, вие објаснавте, со тоа што сакам да кажам дека во развиените држави е многу пониска застапеноста на цервикалниот карцином отколку во понеразвиените држави. Тоа не е само заради демографските, културолошките однесувања на пациентките во тие држави, него многу зависи од организираноста на здравствениот систем. Во светот е на 4-то место застапеноста на цервикалниот карцином кај жената, а во Европа е на 10-то место. Меѓутоа, кај младата популација, ова што ја споменав јас, која што е репродуктивно активна, значи од 15 години до 65, карциномот се наоѓа на 3-то место по застапеност и оваа застапеност е многу различна во зависност од развиеноста на здравствениот систем во различните држави. Така, например, во Европа, ако е стапката на инциденца 10 на 100.000, има држави во Северна Европа, како што се Скандинавија, каде што прво е започнат организиран скрининг, програм за детектирање на карциномот на грло на матката кај пациентките, инциденцата е 3 на 100, а во Источна Европа највисока инциденца е во Романија со 26 и Црна Гора тука доаѓа, Србија, Бугарија и земјите, значи, од Источна Европа. Каде е Македонија во приказката? Прашавте вие каде се наоѓаме. Кога ќе отвори сега некој Глобакон, денеска со достапноста на интернет, многу од гледачите ќе го отворат тоа и ќе речат докторката зборува, ќе видиме дека ние се наоѓаме со една инциденца од 7,8 на 100.000. Меѓутоа морам да кажам дека вистинските релевантни бројки се малку повисоки затоа што статистиката за жал кај нас, не можеме најмногу да се пофалиме со неа, и има многу жени кои што не се регистрирани. Ние имавме одлично организиран скрининг во нашата држава и добра превенција затоа што ние сме едни од ретката држава во овој регион каде што е воведена вакцинацијата во редовниот календар кај девојчињата од 12 години редовно се прима и со тоа инциденцата во овој регион навистина беше помала. Меѓутоа во последно време бројките се проценети дека се околу 150 на годишно ниво, а 62 умираат, што значи се диагностицираат во малку понапреднат стадиум.
Овај процент е на околу 879.000 пациентки кои што се над 15 годишна возраст, кои што реков дека се сексуално активни, што значи дека според инциденцата веќе ние се доближуваме 17 на 100, односно кон овие држави што се од Источна Европа, така да се налага повторно потреба за подигање на свеста кај пациентките и во нашата држава. И споменавме дека токму превенцијата ќе ја ставиме во фокусот на овој разговор, па во тој контекст што подразбира диагностиката на ракот на грлото на матката? Убаво спомнавте, превенцијата е многу важна. Постои примарна и секундарна превенција. Под примарна превенција се подразбира ХПВ вакцинацијата, која што реков, ние имаме среќа што е влезена во редовниот календар и секој девојче на 12 години, од 12 до 17, има можност да ја прими истата, значи се примаат 2 дози во размак од 6 месеци. Секундарна превенција е сигурен заштитен сексуален однос, превенција од хуман папилома вирус, која што е најосновниот ризик за појава на цервикалниот карцином, заради тоа што кај 99,7% од пациентките со цервикален карцином е детектирана токму хуман папилома вирус инфекцијата. Исто така, заштитен реков однос и навремена диагностика која што се добива со посета на редовни гинеколошки прегледи. Во контекст на, се извинувам, на времената диагностика, постојат ли, да речеме, одредени здравствени симптоми кои што укажуваат на промени во здравието кај жената или пак единствено гинеколошкиот преглед утврдува? Видете, кога ќе се јават веќе симптомите кај пациентката со цервикален карцином е навистина доцна. Затоа што она ирегуларно крварење најчесто се јавува после сексуални односи, значи непријатен вагинален исцедок, понатаму има болка, меѓутоа сите тие веќе укажуваат на еден напреднат стадиум на болеста, кога, за жал, кога ќе дојдат пациентките, некогаш и ние, докторите, сме немоќни да им помогнеме, односно да им излекуваме болеста. Реков, тоа се работи обично млади жени кои што се во репродуктивен период, па често оние немаат завршена репродукцијата, треба вие да им соопштите дека имаат малигна болест која што се третира ако е во напреднат стадиум со отстранување на матката, па тука имаме и психолошки проблем кај жената, затоа најдобро е редовно гинекологот да се посетува и да се детектира во една од оние фази кога веќе може многу полесно да се детектира, кога и не е настане тој карцином, затоа што карциномот вас не ви настанува одма малигната промена на грлото на матката, предходат одредени премалигни промени кои што доколку навремено се детектираат со овие гинеколошки проблеми, прегледи, во тој случај може многу да им се помогне на пациентката и со многу помал инвазивен третман да поминат. Споминавте дека ако навремено се диагностицира, може да се третира. Која е таа фаза, да речеме, кога третманот е успешен и колку превентивниве прегледи кои што ги спомнавме придонесуваат во можноста на време да се детектира и да се лекува успешно? Оваа болест е предност тоа што ако се посетува редовно гинеколог, може да се скроз откорени. Например, во Скандинавија започнете тој организиран скрининг уште во 50-тите години пред во минатиот век и денеска скоро и да не постои потреба од радикален третман, односно сите жени навремено се фаќаат и скоро и смртност да не постои во тие држави. Затоа викам, навремено кога се оди на гинеколог, Папа Николао тестот, кој што е откриен 50-тите години од минатиот век, понатаму ХПВ детекцијата, тоа не може секоја држава да си го приушти, затоа што навистина бара поголем буџет во здравствениот фонд, меѓутоа колпоскопскиот преглед, тоа представува микроскопско детектирање со специјално дизајниран микроскоп подвижен за зголемување на видното поле на грлото на матката и хистопатолошката верификација, значи оние суспектни делови кои што ќе се видат со помош на овој микроскоп, доколку се земат, трајно може дефинитивно да се постави диагноза за да се види дали има присуство на некој од тие премалигни промени за да се реагира и навремено да се третира таа пациентка. И што велат податоците? Колку ние жените имаме култура на одржување на женското здравје? Добивме многу интересни податоци затоа што Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари спроведе една анкета последната година во склоп на еден проект кој што беше организиран од страна Министерството за здравство и ЮН, подпомогната од ЮН и Македонското лекарско друштво. Значи, таа анкета, пациентките ги прашавме колку
често одат на гинеколог, кога последен пат го посетиле својот гинеколог, дали се свесни дека доколку навремено се открие оваа болест е комплетно излечива, дека редовните гинеколошки проценти, и добивме поразителни податоци затоа што само 33% од жените во Македонија редовно посетуваат гинеколог, 25% воопшто немаат избрано матичен гинеколог, а повеќе од 30% подолго од 3 до 5 години не го посетиле својот гинеколог. Ние често добиваме пациентки во амбуланта со диагностициран цервикален карцином, кој што викаат дека последен пат биле на гинеколог за време на нивното последно породување. И која е таа категорија на жени кај која најтешко се кршат стереотипите за посета на гинеколог? Според оваа анкета, например, кога сме ние во амбуланта, добиваме впечат дека постарите пациентки помалку доаѓаат, знаете, како што ќе завршат со репродукција, со породување, и они мислат дека тука завршиле со потребата за гинеколог. Меѓутоа, според последната анкета што ја добивме, покрај постарите пациентки, најголем одзив се доби кај пациентките од 35 до 45 годишна возраст, а девојчињата од 15 до 30 години исто така во многу мал процент се јавуваат на редовни гинеколошки прегледи. Ја споминавме неделата на ретки гинеколошки карциноми, која што се одбележува со низа активности во Македонија во насока на превентивно делување. Колку не само кампањите од овој тип, туку и образовниот процес треба да биде вклучен во едукацијата, особено на младите девојки за заштита на здравието? Па, јас мислам дека тоа е клучниот момент, баш во образовниот процес, затоа што превенцијата, како што спомнав, треба да започне пред да влезат девојчињата и момчињата во сексуално однесување. Затоа што примарната превенција и секундарната превенција и здравственото воспитување треба ние од најрана возраст да им го представиме, и затоа правиме обиди често пати да држиме предавања, работилници. Вие медиумите, денеска социјалните мрежи се многу моќни средства со кои што ние можеме да допреме до оваа млада популација, затоа што основно е, значи, ризик факторите да се намалат за да не дојде до појава на ова заболување. И не само во образовниот процес, и во семејството. Мајките отворено да зборуваат со кирките на оваа тема. Веројатно првиот гинеколошки преглед е многу полесно кога и мајката ќе поиде со керката заедно, како поддршка. Секако. Значи, не треба да биде табу тема и да биде срамота да се оди на гинеколог, него треба да биде дел од здравствената култура. Мајките тоа треба да го објаснат на девојчињата, и на момчињата се разбира, затоа што, кажав, еден од основните ризик фактори е хуман папилома вирус. 80% од сексуално активната популација го има овој вирус. Тој не е перзистентно присутен кај сите овие 80. Значи 8 од 10 сексуално активни луѓе ќе добијат хуман папилома вирус. Само кај 10 до 20% останува перзистентна оваа инфекција, а таа перзистентна инфекција е таа која што е потоа одговорна за развој на една од тие премалигни или малигни промени на грлото на матката. Доктор Ирина, ако улогата на медиумот исто така е да едуцира, ние можеме да видиме дека ова нема да биде единствениот ден, и впрочем не е единствениот ден на кој што говориме гласно за неопходноста од заштита на здравието, па набрзо се гледаме повторно на слична тема. Ви благодарам многу на поканата. Се надевам дека им го направивме попријатно утринското кафе на многу од гледачите. Ги подсетивме дека треба да посетат гинеколог, како млади девојчиња, така и постари господи. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам.